Универзитетот Мајка Тереза смета дека законот за високо образование треба да се врати и да се доработи во соработка со сите универзитетски сенати. Ректорот Беким Фетај за телевизија 24 вели дека за вакви клучни реформи не треба да се брза со носењето на законски решенија. Нема потреба за толку суштинска важна работа да се толку брзо да се донесе заклучок и дека треба малку време. За 2-3 месеца, значи враќање до самите универзитети да се даде време да се дадат предлози квалитетни, да се видат сите и да се предложат точни и стварно квалитетни значи решенија и за високото образование и за самиот квалитет, кои нема да бидат значи во конфликт ниту со законите, ниту со реалните ситуации кои ги имаме при универзитетите. Сегашниот предлог ја подкопува уставно загарантираната академска независност, особено загрижува концентрацијата на одлучувачки надлежности кај извршната власт. Ова се дел од забелешките на професорите од овој универзитет. Ако овие два закона поминат како што се моментално значи зададени, целосно автономијата на универзитетите ќе биде непостоечка. Ќе остане само како декларирачка, а формално правно нема воопшто да постои. Од причина што сите овие членови, значи автоматски еден по еден го нарушуваат автономијата, посебно на делот на како орган на Сенатот, кој беше највисок орган воопшто на универзитетите. Сега се става универзитетски совет, членовите на кои над 60% од гласовите ќе бидат од надвор. Значи некој членови ќе ги предлага Министерството за образование, некој ќе ги предлага Комората. Освен тоа, забелешки има и во делот на критериумите за рангирањето на универзитетите. Јавната расправа за предлог законот за високо образование се уште е во тек. На Универзитетот Мајка Тереза вчера се одржа дебата на Министерката за образование со професорите. Следната недела треба да се одржи со професорите од УКИМ, а потоа и со универзитетите во Штип и Тетово. Министерката Јаневска претходно рече дека добро е што веќе има изразена дискусија во општеството и дека на крајот очекува квалитетни законски решенија во кои ќе бидат интегрирани сите конструктивни забелешки и сугестии.